Накратко смо били споменули четврти ваш албум, а ти нам га сад онак приближи у кратчим цртама. Четврти албум кој се зове Кратко 4 и има символику као едно заокружение све што на наш труд кроз свих ових година. Тој е албум кој што е посвечен бојама. Извините. Значи, свака песма е израз едне боје, значи е нека символика боја. Па имамо пурпурна, тирки, сребрена, сенка, фламенго и така да сива. Фламенго е која боја? Која боја? Да. Која може бити? Розова. Не знам. Розова, како се каже на хрватски? Роза. Розова, да. Фламенго. А невен е жут. Невен е жута, она као цвече. Невен е, тоа е поента на младост не може да и уведе. на македонски е жуто. Да. Значи... Добро, тој тај значи албум на коjem е Рундик соделувал. Да. И видим, имате ту и са Суперхиксима. Да. Сурадња. Било тоа сурадња или колаборација? Тоа било сурадње. Исто као со Рундиком, едном сам се јутро пробудила и рекла, па да, ова песма која сам компонирала некако ме потсече на Суперхикс. Песна се зове Чоколада, знамо која боја е тоа. Да. И така има неки мало джези елемент со оно што со Суперхикс у суштини што е баклава. Некоја фузија добра. Да, с Рундиком е Рузмари, знамо да е тоа зелена боја, па онда е песма Тиркис која е посвечена Истанбулу и Турској главном, Медитерану. Тоа е веќе било време кад си живела у Турској? Па да, јас живеем у Турској своје 2004 сам први пат дошла, свеле 2009 до пандемија. Па немам своје живеалиште од пандемија, али пак долазим и идем сваки. Значи ти си одреđenu руку номад. Да. Селиш се. Да. Као што е и име мог новог албума се вика Јоруци. Тоа се номади кои што се дојдени од туркменско потекло, дојдени во Македонија во 14 век мигрирани и ја задржуваат јазикот и културата која што имаат, така што ме инспирираше нивната поезија и нивната музика, да создадам нешто, да го реконструирам, да го компонирам, да го направам во она како тоа поминува низ мене, како музика, да имаат специфичен израз, специфични бои кои ги комбинираат специфична филозофија на тоа го немате, бидејќи тоа сега ќе излезе од издавачка куќа CPL Music, тоа е во Берлин. Тоест во Германија, не е Берлин. Добро. Немачка, Германија. За мене Германија е Берлин, ама не е Берлин. Добро, Берлин е центар на култури европске, мање више. Овој е пети албум за Скопје со љубов. Да. Да видим, кој година е тоа објавljeno? Тоа е 2023. Најнови албум кој сад имате. Тоа е задниот албум Баклава, због тога што е Јоруклук, мој проект, зове се Елена Баклава, а ова е задниот албум Баклаве. Тоа е, значи, за Скопје со љубов, тоа се песме, тоест песни кои што се посветени на Скопје и се песни кои што се на различни населби во Скопје. Мемории наши од детството, различни теми кои што се сепак по-љубовни отколку по-социјални и не знам политички. Значи има и ангажмана. Не пуно, има више као романтичен поглед на Скопје, да. И така да тоа се различни приказни од различен дел на Скопје опфатени
Авторски се и музиката и текстовите, и тоа е тоа. Инаку, тоа е нешто што беше представено понатаму, поддржано од Most Music, кој организацијата Most Music, кој што ни овозможија и настап на повеќе шоукейси низ светот и некоја поддршка за да можеме да продолжиме со пласирањето на самиот продукт. Реци ми, концерти, турнеје, Баклава, ди е све наступала? Ајде, реци неку најудалjeniju точку од Скопје. Углавном, да. Углавном Европа, углавном, не знам, сите овие земји од источна и западна, рецимо, не знам, Романија, Маđарска, европскиве земји, Турска, и не знам, така, тај е она регион. Добро, а дали од Турске нисте ишли? Па, јас сам со Баба Зулум наступала пуно и неке своје проекте. Баклава, мислим да ни е ишла во неке она дубоки исток. И какав вам е фидбек? Како вас публика прихвача, аудиторија? Публика е доста захвална, доста е, не знам, тоа се менја, не знам, секогаш има различни места кај што настапуваме, фестивали, помали фестивали, поголеми фестивали. Секаде публиката е различна, секој си има своја потреба, своје гледање, своја приказна. Мислам дека тоа е, битно е дали е поврзувањето остварено. Ако го има тоа поврзување, тогаш нештата се преубави. И тоа сме го имале многу често, многу ретко сме го немале. И тогаш нормално човек се чувствува тажно, ама повеќе се преубави искуство. Рецимо, ја се танцува на вашим концертима? Па да. Или се танцува, или се медитира, или јас многу ја сакам. Или сте можда бенд типа, сви морају сjediti, мора бити тишина. Ништо се не мора, свако треба да ради оно што му одговара. Мене не знам, тоа е посебен магичен момент каде што самата или тишина или самата ја чувствуваш конекцијата со публиката. Дали е тишина или гласно, не е битно. Ама нормално дека кога е она тишина која што зборува се, а нема речи, нема музика, тоа мислам да е, ја уживам од тоа е дивно. Добро, има и својих дражи, ехо, дилеј. Да. Слушаш детали, самог себе како дишаш. Има детали, на микрофона. Ali bilo je ona gde je zabava. Da. Parti, dernek. Novi album, najnoviji album. Daj mi reci, da li je objavljen ili tek treba biti objavljen? On je objavljen, promocija je 23. juna. Prva promocija albuma. Aha. Isto se može nabaviti digitalno, u CD i u vinil varijantu. Dobro, večeras tu niste imali. Nismo, zbog toga što je na put Nemačka je daleko, pa onda treba sa konjami, sa konji i sa magarinjata doje do Makedonija. Na put je, uskoro će biti, možda je već stigao u Makedoniji. Aha, za to. Елена, hvala ti najljepše na ovom intervju. Hvala i tebi. I naravno da ćemo i dalje ostati u kontaktu. Hvala puno, da. Isto. Da, to se mnogo temi za koje što ušte ne sme zboruvale, ama ke imame prilike i druga. Sve najbolje.